Мистерии и неверојатни случувања го обележаа и оваа година верскиот празник Духовден. На овој ден, според учењата и верувањата, и мртвите можат да оживеат. Некни беше Духовден, ден кога според православните верници луѓето можат да ги посетат и да поразговараат со духовите на покојните. Додека граѓаните масовно ги посетуваа гробовите, односно блиските летувалишта, духовите го искористија нивното отсуство и слободно се прошетаа низ улиците на градовите. Камерата сведочи дека викендов Скопје на вистина е град на духови. Но најнеобичното случување сепак се случи на гробот на неодамна закопаниот Пржински договор. Група граѓани верници во правната држава го повикуваа духот на овој договор и се надеваа дека тој ќе воскресне. Викаат на овој ден ако не воскресне, никад нема. Тоа само од еден зависи. Да, ама зафатене. Роден ден слават. 26 години. Не мислев на него, од него веќе ништо не зависи. Море од сите нас зависи. Ајде да се помолиме. Како што е Господ, никој не е. Пржински помилуј, договор помилуј. Пржински помилуј, договор помилуј. Договор помилуј, Пржински помилуј, Пржински помилуј. Пржински помилуј, договор помилуј.